So we wanted the car remember the good old times and the heritage of the team, but we also wanted to show that we're doing a step forward. So I'm really excited with the look of the new car. I think it shows the start of a transition for Williams moving forward. I like the new look. It's exciting. It's got a hint of heritage in there with a dash of yellow, which I think is cool. And I think just looking at the side profile of the car, the kind of stripes that go up the bodywork and the engine cover, and the way the kind of Williams W is still there in the background, I think it'll look quite nice. And yeah, when you look at the car, I think it's a very fresh design, it's a very unique design, and yeah, I really like it. Altogether, I think it's exciting, and I think that's the team at the moment. New ownership, new look, new brand, and it's the start of a new beginning. We don't forget our history, our heritage, but we're moving on to a bright future. Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Овој пат пред нас го гледаме новиот болид на Williams F1 со техничка ознака F43B. Таа Б ознака, како кај например Мекларен или кај Red Bull, означува дека е истата шасија, но само Б варијанта. Меѓутоа, денеска бевме ограбени, би рекол, од презентација на новиот болид на Williams како што беше замислено од страна на тимот, бидејќи објавија пред малку дека биле цел на хакерски напад, нивните апликации биле оневозможени преку кои требаше да се емитува целиот тој пренос, па затоа добивме неколку фотографии, рендерирани, компјутерски генерирани слики, преку кои може да добиеме и прв печаток како ќе изгледа новиот F1 болид на Williams, со некоја интересна шема на бој, би рекол, со малку шмек на некои минати времиња на тимот на Williams, микс од повеќе комбинации на бој. Интересно изгледа, но меѓутоа најбитно е дали ќе биде брз, дали конечно Williams ќе се врати во битката за бодови, дали ќе направи еден исчекор напред, а што се однесува до вистинскиот болид, ќе причекаме до првиот ден од предсезонските тестирања. Тоа е веќе следниот петок, каде што ќе имаме поинтересни фотографии и ќе може да навлеземе во повеќе детали. Возачкото дуо останува исто како и лани, Џорџ Расел и Латифи. Така да очекувам една стабилност во тимот и очекувам да направат еден чекор напред кон подобри перформанси и да се приближат кон тимовите во Формула 1 кои се борат за средишниот дел од табелата кај конструктори. Што мислите вие за овој болид на Williams? Дали ви се допаѓа оваа ретро комбинација, мешавина од ретро и модерен стил, шема на бои, и дали мислите дека конечно Williams ќе се врати во игра за бодови оваа сезона или сепак ќе го префрли целиот свој фокус, внимание, средства и време за развој на следната револуционерна, би рекол, 2022 година. Како и секогаш ви благодарам што го следите каналот Формула 1 на македонски. Лайк, шер, сабскрајб, ги очекувам вашите коментари и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!